Со своите 71 година постоење, културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Валандово може да се пофали со многобројните одржани концерти, настапи, учества во земјава и во странство, како и многу успешни соработки со друштва од Македонија и надвор. Како што вели Ѓоко Павлов, кореограф на друштвото, сите овие години играорците вложуваат многу труд и љубов во зачувувањето на македонскиот фолклор и традиција. Член на ова друштво може да биде секој кој сака да го негува македонскиот мелос. Дел секој оној кој што сака да влезе во тие културни ризници, оној кој што сака да ужива во македонската традиција, оној кој што сака да учи, да твори. Инаку ние овде имаме една наша парола дека не е важно да бидеш добар фолклорист, важно е да излезеш од нашето друштво како добар човек. Значи овде учиме и за почит, учиме за респект, учиме за негување на културата, на традицијата. Кут Гоце Делчев утре ќе го одржи завршниот концерт, пошто членовите ќе направат мала летна пауза. Како што вели Павлов, на друштвото му предстојат учествата на концерти во Србија и Романија, како и Турција. Тој упати јавна покана до сите љубители на македонскиот фолклор да бидат дел од концертот во недела. Јубилејно ние одржуваме секоја година по 2 концерти. Овој во јуни го нарековме завршен, заради тоа што после тоа следува мала пауза. Имаме уште еден концерт кој што е за нова година, како новогодишен. И во него ќе учествуваат освен членовите на Кут Гоце Делчев и малите фолклористи од детски фолклорен ансамбл кој што работи како фолклорна секција при Домот на културата во Валандов. Да, ги покануваме сите ваши гледачи на 18 јуни во недела во 19 часот и 30 минути да не биат наши гости. Се надевам дека ќе уживаат. Се надевам дека ќе успееме да им го представиме сето она за кое што сме работеле во изминатата година. Членовите на ова друштво работат и на многу хуманитарни проекти и неретко организираат хуманитарни концерти за помош на болни и социјално загрозени лица од општина Валандово.